Продолжуваме со предвидените содржини. Министерството за образование и наука ги објави резултатите од конкурсот за ученички стипендии за учебната 2021-2022 година. Од оваа година на сила стапува одлуката за зголемување на месечните износи за 60% во одредени категории. За потребната документација и роковите кои мора да се запазат, разговараме со Евгенија Јанакиевска, службеник за млади при Министерството за образование и наука. Евгенија, добро утро. Добро утро. Како што кажав и во најавата, објавен е списокот со ученици кои ќе имаат можност да го остварат правото на стипендија. Колку стипендии ќе бидат доделени во учебната 2021-2022 година? Така, Александар, објавен е веќе списокот со сите ученици и студенти кои што се рангирани и се наоѓаат на листата за добитници на стипендии. Оваа година е зголемен и обемот и износот на стипендиите, па така имаме и стипендии за ученици и зголемен обемот за социјалната категорија, меѓутоа има и за ученици со посебни потреби, за талентирани ученици спортисти, уметници, ученици запишани во дуални паралелки. Понатаму има од стручните стручните програми, односно електротехничката струка, градежно-геодетската струка, угостителско-туристичката струка, понатаму за ученици запишани во 3-годишно стручно образование, стипендии за ученици од градежно-геодетската струка, машинската струка и така натаму. Од она што можев да го прочитам вчера на страната на Министерството за образование и наука, дел од овие категории ќе добијат зголемување на месечните износи од 60%. Кои категории ќе добијат зголемување? Сите категории на ученички и на студентски стипендии оваа година се зголемени и се поравнати, со тоа што секој износ кој што претходно бил 3300 денари, 4400 денари, оваа година е поравнат на 6050 денари и сите категории и во ученичките и во студентските се зголемени, односно 3050 и 6050 денари соодветно. За сите оние кои што не успеале да разберат каде може да се информираат, дали се во списокот на ученици кои што добиле стипендија, ајде да информираме каде може да ги добијат овие информации, каде треба да се обратат. На веб страната на Министерството за образование и наука, односно mon.gov.mk, се наоѓаат ранглистите и за ученичките стипендии и за студентските стипендии, меѓутоа исто така и на социјалните мрежи, каде што е присутно Министерството за образование и наука, редовно се информира за се она што се објавува на веб страната. Ако не се лажам, рокот за поднесување документи е до 3 декември. Каде треба да се поднесат документите и што е потребно од документација? Сите ученици и студенти кои што се имаат стекнато со правото на користење на стипендија треба да испечатат и пополнат 3 примероци од договорот за соодветната категорија на стипендија на која се добитници и заедно со копија од лична трансакцијска сметка најдоцна до датумот кој што е предвиден, треба да ги достават до Министерството за образование и наука директно во писарницата на МОН или по пошта како препорачана пратка со повратница на адресата на Министерството. Каде може да ја најдат таа документација? Сите потребни документи се објавени на веб страната, односно заедно со ранг листите, најдолу има и упатство како да ги пополнат документите и кои документи се потребни. Во објавата во текстот на Министерството за образование и наука се апелира учениците да го запазат рокот, во спротивно, доколку не го запазат рокот, ќе се смета дека се откажале од правото за стипендија. Што е со овие стипендии, со учениците, да предпоставиме што нема да го испочитуваат рокот? Дали нивните стипендии потоа ќе се распределат на останатите кои што, да речеме, останаа во списокот поради неисполнување на правото или што ќе се прави со нив? Ќе им се даде дополнителен рок? Добитниците на стипендија кои што нема да достават договор во предвидениот рок ќе се смета дека се откажуваат од правото на користење стипендија и соодветно се рангира следниот добитник на листата. Што ќе се случува наредниот период со оние кои што се одбиени за остварување на право на стипендии? Можат да поднесат приговори? Одбиените кандидати се разбира имаат можност за приговор во соодветен рок, откако на адресата која имаат посочено при аплицирање ќе добијат решение од Министерството по кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена, меѓутоа и сите незадоволни кандидати можат да достават приговор на studentski.stipendiji@mon.gov.mk.
Каде треба да се достават овие документи до Министерството и има ли рок до кога треба да се поднесат приговори и кој ќе ги разгледува? Има посебна комисија која што е составена и која што ги разгледува сите приговори, сите студенти кои се незадоволни, како што напоменав, или имаат дополнителни прашања, може да се обратат и електронски во меѓувреме до Министерството на studentski.stipendija@gov.mk или ученички стипендии, односно соодветните имейл адреси кои што се посочени на објавата со резултатите за учениците. Меѓувреме, образложение за тоа зошто се одбиени, ако не се лажам, треба да добијат на домашна адреса. Образложението го добиваат на домашна адреса, се разбира, меѓутоа можете да се обратат до Министерството по електронски пат и повторно ќе им биде одговорено на сите ученици и сите студенти кои што сакаат да добијат информација дали им недостасува некој документ или не се рангирани поради успех или останата причина, секако тоа ќе го добијат и телефонски, и електронски, и на домашна адреса во решението. И сега за крајот на овој разговор би сакал да го заокружиме со уште едно прашање. Дали после оние реакции од како објави Министерството дека од оваа година се зголемуваат износите на стипендии, дали оваа година аплицирале ученици кои што претходната година добиле стипендија, но нивниот износ е многу, да речеме за 60% помала, од оваа година стартува одлуката за зголемување на стипендиите, односно на исплатата, бидејќи имаше реакции веднаш кога се објави ваквата одлука дека и тие заслужуваат да биде нели зголемена и нивната стипендија. Се разбира, секој студент кој што ги исполнува условите и сака да аплицира, можеше да го стори тоа и се разбира дека има различни категории ученици и студенти кои што ги исполнувале условите и ги имале предвидените критериуми и аплицирале на повиците и се соодветно рангирани доколку ги исполнуваат критериумите си на листата на добитници на стипендија оваа година. Евгенија, ти благодарам за овој утрински разговор. Секако со тебе ќе се слушнеме повторно за сите оние информации кои што се од интерес на јавноста, од интерес на студентите, од интерес на учениците. Ти благодарам уште еднаш за ова утринско вклучување во утрински брифинг. Благодарам.